Драгутов, денеска е 8 август 2024 година, летна Свети Петка, Свети Параскева, Свети Петка наша. Се наоѓаме на плажата во кампинг Евредики, кај што го поминавме летото. Пратиме спорт постојано, ја гледаме Олимпијадата. Кажи нешто збор два. Олимпијадата со сите контроверзии околу свечената церемонија, оној свечен дел и отворањето, кој најде на различни коментари, мислам дека другиот дел оди релативно добро изедначено со доста возбудување, посебно во колективните спорти. Имавме можност да видиме неколку, драматични надпревари во одбојка, например, каде што Италија го сврта резултатот од улазка на 2 голи ќе го сетли до 3:2 против Јапонија, каде што Полска играше таму изводен надпревар. Изеднаш зборуваме за одбојката. Во ракомето од хрватите испадна уште во групата, а Германија и Франција одигра драма на драмите. Неверојатно пресврт за 36 секунди после изгубувањето да се пререцат на французите и германците да својат попрети постигнаа гол за изгубување. Продолжување од 5 минути и успеа да победат. Вчера Србија исто така во последните секунди со Грција ватерполо. Да, тоа сакам да го кажам. Србите ги ликвидираа грците една реприза мислечи од последното светско или европско првенство. Две неверојатно силни екипи. Гол за гол се играше некаде со Србите ги доминираа и одат понатаму. Инфаркт тениски дуел со Џоковиќ со Алкарас. Малку леко и стара. Помина речиси 5-6 денови, меѓутоа Новак Џоковиќ. Генерално вака мислиш ли дека има некои изненадувања на Олимписки игри? Явно не. Голем дел се тука и побројат последните медали. 5 водечки сили нации: Кина, Америка, Австралија, Америка, Британија, Франција, тие се. Остана уште двајца македонски надпреварувачи што не се настапени. Нема да сега настап на Олимписките игри, ги очекуваме нели таму околу 10 август некој ден. Другите тројца знаеме како завршија. Сега за сега Славе Николов и Ѓорги Начевски се, да не речеме, безгрешни, перфектни како суди. Ајде, и они се учесници наши од Македонија, иако на судиската страна. Избор 2, кажи ми нешто. Ја читавме Наташа Мешковска, нашата позната певачка, професорка. Го читавме заедно постот што има направено, каде што не ги обвинува децата што настапиле, посебно певачов, ама каде што наоѓа забелешки многу. Ајде за тоа кажи ми нешто кратко што мислиш. Повеќе ќе бидам возможен од толку настроен или критички бидејќи сметам дека нема доволна анализа нити некои податоци или аргументи за да можеме толку фронтално да ги нападнеме овие наши спортисти кои за жал не успеа. Сега пак условно зборувам. Она што го знам од минатото и кое сакам да го кажам и да го потенцирам и на кое треба да се базира анализата, но подоцна да следуваат тие умерени критики, издржани критики со аргументи. Нешто кое Наташа Мешковска мислам дека го опфати во голем дел, ама сепак остане недоречено до крај. Исклучително во минатото македонските спортисти било да ги бранат боите на поранешна Југославија или на самостојна Македонија од 1992 година и првата Олимпијада во Барселона, каде што скок на насловна страна победи олимпискиот тим. Тоа беа спортисти кои имаа норми. Еве само еден пример ќе земам за борачите, бидејќи воде борење пишува за борење. Значи мораше да учествуваш на 5 меѓународни турнири из цела Европа, да освоиш пласман и да се класираш на Олимпијада. Тоа пример. Сега не знам за пливачите, за овие атлетичарите, како се проводи. Треба малку да видиме по-внимателно. Во секој случај Македонија е многу долу. На тема Олимпијада следиме, пратиме што се случува се. Подготвуваме една емисија, бидејќи знакот на скок, кој што е нашиот заштитен знак, логото на скок се се одржат 5 олимписки кругови. Да. Го следиме будно и ФК Вардар
Меѓутоа, за сега остануваме воздржани од било какви коментари, размисли и се. Посакуваме најдобро, а да видиме како ќе Ај биде. прво за кръгови, значи петте олимпийски кръгови се логото на скок и 28 август, тој за 20 дена, денеска скок со август, нели, што ти спомена, ќе следи юбилеј 30 години од првиот број на скок. Ќе има емисија како скок е формиран, членовите на првата редакција, кој клуб и така натаму. А за Вардар се согласам со тебе, тоа е стратегија на нашиот YouTube канал, посекуваме се најдобро и ќе почекаме да почнеме.